А по најновите вести одиме линковски до Прилеп. Таму е нашата колешка Каролина Дурло, која во моментов разговара со директорот на градска библиотека Борка Талески од тој град, Андријана Ристеска. Пред малку имавме еден одличен прилог во кој што ги увидовме работите и околу читањето, предностите и бенефитите и дека сето тоа читање од најмали години може да ги подобри нашите концентрацијски капацитети, но и расположението. Затоа ќе повикам, доколку се слушаме, да го започнете вашиот разговор и со нетрпение очекуваме да слушнеме околу јубилеот 8 децении на оваа библиотека. Добро утро. Еве од градот под Марковите кули и точно така од храмот на книгата овде, градската библиотека Борка Талески, и како што каже и ти Оливера, утринава ќе го започнеме денот со навистина убави теми за читањето со директорката на градската библиотека Борка Талески, господја Андријана Ристеска. Добро утро и до вас. И навистина е задоволство вака човек да се чувствува пријатно и да го осети мирисот на книгите во овој храм на книгата. Најпрви уште еднаш честитки за вашиот значаен јубилеј кој го преславивте на крајот од минатата година, поточно негде октомври, декември, така беше. И сега на стартот од нашиот овој утрински разговор, јас да прашам што значи да се биде директор еве на една ваква установа која што патем да споменеме е една од најстарите во целата наша држава. Што значи да се биде директор на градската библиотека Борка Талески од Прилеп? Јас како човек кој навистина ја сака книгата, од најраното детство јас сум тука израсната во нашата библиотека, уште во старите простори, кога мојот татко беше директор на библиотеката. Убаво се чувствувам, затоа што ја работам работата која ја сакам, со луѓе кои ги сакам, кои го имаат истата почит ја имаат кон книгата и кон пишаниот збор, и да ги тргнеме настрана оние административни обврски. Меѓутоа, убавите работи се нешто што навистина ми даваат сила да продолжам. 8 децении е сериозна бројка, несомнено. Сигурно имало некои успони и падови во развојот на самата библиотека. Ајде една накратко лична карта, значи кога точно била формирана, со кој книжен фонд, за денес да стигне ова што е? Според 80 децениското постоење, она што го славиме во моментов, е формирана веднаш после ослободувањето, значи во мугрите на македонската државност, во 1945 година, но библиотекарството во Прилеп е започнато многу порано, уште преку читалиштето Надежда, кое што е формирано во 1867 година, а и претходно уште постари книги има во манастирските библиотеки. Така да тука почнува вистинското библиотекарство и дружење со книгата. На почеток го рековме, сигурно биле помал број на книги во моментов. Со колку книжен фонд располагате, од кои жанрови ги има и дали секој кој што има некаква потреба, па дури и некои архивски списанија и така натаму, може да ги најде во библиотеката во Прилеп? Да, секако библиотеката е на некој начин чувар на целокупното пишано книжно наследство, културно наследство, и ние библиотеката, според податоците кои ги имаме, започнала со помал број на книги, некаде 2000-3000 книги, а за до денес да имаме над 130.000 книги, така да од сите жанрови морам да кажам, и од научната сфера, и од белетристиката, и исто така обработуваме публикации, сериски публикации, списанија. Тоа е, да. Се наоѓаме во една современа ера на живење, младите особено повеќе се врзани за компјутерите, достапна им е вештачката интелигенција, па може би интересно да споменеме и да ни кажете која е структурата на читателската публика, дали има млади кои што доаѓаат да читаат или па може би повозрасни оние што си се емотивно врзани за книгите. Каква е читателската структура?
Најпрви да кажам дека библиотеката успева да го одржи онај континуитет од околу 4.000 редовни, да речам, читатели, од 11.000, да речам, половината се тие што редовно доаѓаат и зајмуваат книги и годишно, еве претходнава година, сега ги гледавме податоците, значи има вкупност над 32.000 зајмувања, што не прави библиотека некаде на 3-то до 4-то место во цела Македонија. Значи, после универзитетската библиотека. Бројот читатели најчесто се од средната генерација и повозрасни читатели, тие најмногу читаат, но мојата цел е да се работи на едукација и на привлекување на младите. Затоа во моето работење и како поет, како председател на клубот на литературни творци, дека и самата вие пишувате. И како директор, значи често правам работилници со децата и децата се жедни да слушнат нешто ново и жедни се да почнат со нешто ново, така да мислам дека тука треба да биде акцентот на работата, не само од страна и родителите се многу битни, значи семејството е тоа што му е пример на детето. И да ја подгрива љубовта кон книгата. Нормално, ако читаат родителите и детето ќе знае дека треба да чита, така? Така да се почнува од семејството во секој случај. Меѓутоа е многу битно и наставниците, особено кај најмалите деца, да ги тераат децата да работат на зголемување и на желбата за читање, но и на самите творечки капацитети кои ги имаат децата. А токму во таа насока вие често пати знаете да дадете и награди соодветни и верувам дека сето ова ќе остане како еден убав повик до помладите дека треба да доаѓаат тука и да ја негуваат љубовта кон книгата. Јас се надевам дека и понатаму вие ќе имате успеси како и до сега и дека ќе имате се поголем број на читатели. Оливера, за сега тоа е се од градската библиотека овде во Прилеп. Доколку имаш некое прашање, господја Андријана е расположена да одговори. Јас верувам дека се повеќе ќе се зголемува бројот на читатели и дека многу наскоро повторно ќе имаме вклучување од оваа библиотека. Нека им е честит јубилеот и нека се прославува и 180 годишнина јубилеј на библиотеката Борка Талески. Ви благодарам за разговорот.